патека треба да биде една од најубавите. Во должина од околу 600 метри, на левата страна од каналот Студенчишта, кога гледате во правец на Билјанини извори. Ова патека треба да има еден фронт према каналот Студенчишта, од двоен фронт од дрвени колци, кои што ќе изгледаат естетски убаво. Ќе содржи потоа една дрвена патека за кајчари и собственици на пловни објекти, кои што ќе можат слободно да се движат и да ги прикачуваат своите пловни објекти на дрвените колци. Потоа ќе има една камена пешачка зона во ширина од 4 метри, следува зона со хортикултурно уредување, односно зеленило, па потоа имаме велосипедска патека во ширина од 2 метри, па следува секако прекрасно уредениот нов канал, кој што беше реконструиран на стариот, запуштен и затрупан канал, кој што некој пат постоел паралелно со големиот канал Студенчишта. Истите овие два канали ќе бидат поврзани на неколку места, ќе има спојави помеѓу големиот и малиот канал за слободно движење и на водата, меѓутоа и на живиот свет и на рибите, што е една од целите на овој проект, да може малиот канал кој што го изградивме и реконструиравме, кој што сега е многу проширен и убаво уреден со камени зидови, односно камен оград, и да биде исполнет со жив свет, пред се со риби, кој што ќе биде еден вид поттик за спортските риболовци во градот Охрид да го посетуваат овој канал масовно и се разбира да ловат риба. После каналот имаме уште една камена патека во широчина од 2 метри. Се на се еден прекрасен, би рекол и романтичен комплекс, кој што ќе го привлекува вниманието не само на охриѓани, туку и на многобројните гости и туристи кои очекуваме да ја посетуваат оваа зона. Сите се убави, секој на свој начин. Сите тие имаат своји особености и своји функционални карактеристики кои што ние како локална самоуправа и како стручни екипи заедно со сите оние кои што биле инволвирани во изработката на проектната документација, значи и надворешни стручни соработници, меѓутоа и компании кои што се занимаваат со проектирање. Значи сме исполнувале неколку норми во поглед на функционалноста, во поглед на естетиката, во поглед на потребите на граѓаните на Охрид и се разбира во поглед на зачување на автентичноста на околниот амбиент. Не можам да издвојам која од овие е убава, веројатно се сите убави по тоа што доказ за тоа е бројот на посетители кои што постојано расте и расте на овие патеки, по бројот на рекреативци, спортисти и граѓани на Охрид кои што ги имаме на овие пешачко-рекреативни зони. На граѓаните во иднина преку своите изјави, преку разговорите кои ги водат и преку степенот на задоволство да покажат која да